Кратки најави за денес. Во Охрид потпишан меморандум за регионална соработка во цивилното воздухопловство. На почеток на март, нов повик за субвенционирани летови од двата аеродроми во државава. Хотелско-угостителскиот сектор подготвен за соработка со средните училишта. На Охрид му треба простор за презентација на занаети и ракотворби. Руската дума го верификуваше укинувањето на договорот за нуклеарно оружје Нов Старт. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид е свежо утро, а времето во текот на денот сончево и надпросечно топло за овој период од годината. Беа измерени максимални 15 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон четврток ќе биде ведро со локална облачност. Утре над Пиринејскиот полуостров, во западна, северозападна, централна Европа, нестабилно време со врнежи од дожд проследени со ветер и пад на температурите. На север и североисток нестабилно со врнежи од снег. Во останатите делови од Европа времето претежно сончево со локална облачност и надпросечно топло за овој период од годината. На Балканскиот полуостров од четврток времето умерено облачно со повремени сончеви периоди и топло. Во јужните предели претежно сончево со појава на локална облачност и високи температури. Максималните дневни во интервал од 9 до 17 степени на Балканот. Во Македонија во четврток свежо утро со утрински температури од -3 до +5 степени. Во текот на денот претежно ведро со локална облачност и топло време. Во вечерните часови во југозападните делови услови за слаби и локални врнежи од дожд. Во текот на ноќта кон петок локални врнежи од дожд во југозапад, југ и исток од Македонија. Максималните дневни температури од 11 до 20, температури над повеќегодишниот просек за овој период од годината. Во Охрид во четврток претежно сончево со локална облачност и топло време. Минималната 2, дневната 13. Во петок и сабота умерено облачно време со повремени сончеви периоди и високи температури. Минималните 4, односно 3, дневните 12, односно 13 степени. Во недела времето ќе биде умерено облачно, ќе биде нестабилно. Ќе има врнежи од дожд, ќе има пад на температурите, минималната температура 2 степени, а дневната 9 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Ресторан Далга. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Кнауф и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата.
Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Агенциите за цивилно воздухопловство на Македонија, Србија, Словенија и Црна Гора денеска во Охрид потпишаа спогодба за потраги и спасување како дел од заедничките операции на земјите од регионот во цивилната авиација. Ваков вид на меморандум е прв во Европа. Оваа година Македонија го превзема председавањето со регионалниот советодавен комитет за потрага и спасување во цивилното воздухопловство. Во Охрид денес беше потпишана меѓународна спогодба за соработка во рамки на регионалниот советодавен комитет за трагање и спасување во цивилното воздухопловство. Цивилните воздухопловни власти на Северна Македонија, Словенија, Србија и Црна Гора се согласија на соработка, размена на искуства и развој на капацитети во областа за трагање и спасување со цел интервенции при вонредни околности. Со потпишување на спогодбата се утврдува рамка на унапредување на прекуграничната соработка на државите членки на комитетот, чие председавање годинава го презема Македонската агенција за цивилно воздухопловство. Директорот на агенцијата Томислав Тунтев вели дека оваа меѓународна соработка ќе значи хармонизација на активностите со цел помагање на луѓе и оштетени материјални добра во вонредни околности. Замислете сите служби кои се инволвирани на овој или на оној начин во спасување, трагање, давање помош на несреќени лица и материјални добра, да бидат искоординирани на ниво на континент. Значи, да бидат искористени, например, ако нешто се случи на територијата на Македонија, да бидат искористени капацитетите од не само од соседните држави, туку и од државите кои се во регионот, а кои се потписници на оваа спогодба. Со потпишување на спогодбата за регионална соработка при трагање и спасување се крунисува заедничката работа на државите потписнички, започната уште во 2015 година, вели директорката на цивилното воздухопловство на Србија Мирјана Чизмаров и нагласува дека ова е единствен меморандум од овој тип потпишан на ниво на Европа. Нарочито сум поносна што овај меморандум представува. Особено сум горда затоа што овој меморандум представува пример за целиот свет и влегува во аналите при меѓународната организација за цивилно воздухопловство, како акт кој би требало да го поседуваат сите земји во светов. Важноста на регионалната соработка е преголема, затоа што ги допира прашањата што не се доволно регулирани на глобално ниво. Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски истакна дека регионалната соработка е од исклучително значење за поставување на високопрофесионални стандарди во цивилното воздухопловство. Имајќи предвид дека е потребен организиран систем за потрага и спасување на воздухоплови и лица во опасност, како операции со висок ризик, денешниот собир е само потврда дека ние земјите од регионот работиме на усогласување на домашните легислативи во обезбедување на потребните ресурси за овој тип на операции, истакна Бочварски. На почетокот на март треба да биде објавен нов повик за субвенционирани летови од двата аеродрома во државава за период од 2023 до 2025 година. Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски денеска во Охрид кажа дека условите остануваат исти, но дека ќе бидат разјаснети некои дилеми кај понудувачите со цел вториот повик да биде успешен. Додаде дека јавниот повик ќе се објави во согласност со политиките на фер и конкурентски услови, согласно регулативата на Европската Унија. На претходниот повик се пријавија авиокомпаниите Визер, Lufthansa и Aegean Airlines,
но поради нецелосна документација истиот беше поништен. На почетокот на март ќе биде распишан новиот јавен повик за субвенционирање нови авиолинии од меѓународниот аеродром во Скопје и аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид, откако претходниот беше поништен. Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски денеска во Охрид кажа дека во моментов течат роковите за жалби, пошто ќе следи новата постапка за избор на авиокомпании кои ќе добиваат субвенции од државата за отворање нови линии од двата аеродроми. И очекувам почетокот на март да го распишеме новиот повик. Секако дека целата комисија која што работи на подготвување на оваа постапка за јавен повик ќе работи активно во тоа да помогне на сите заинтересирани компании да достават комплетна и целосна документација со цел овој повик да биде успешен, и јас сум убеден дека ова е добра политика која што ќе даде добри резултати за авиосообраќајот и отворање на нови дестинации за граѓаните. Условите и во новиот повик ќе бидат исти како во претходната постапка, но овој пат ќе било разјаснето се она што било нејасно или предизвикало можна одредена дилема кај понудувачите, рече министерот. Согласно уредбата, повикот е во вредност од 5 милиони евра, распределени во 3 години почнувајќи од 2023 година. И овој пат нема да се држиме за избор на една компанија, туку секако нашиот интерес е да влезат повеќе компании во авиосообраќај. Финансиската поддршка од страна на државата за авиокомпаниите е 7 евра по патник превезен од меѓународниот аеродром Скопје и 4,5 евра по патник во заминување превезен од аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид. Тоа се износи усогласени со Европската комисија и согласно европските регулативи, посочи министерот. На поништениот повик за субвенционирање летови од двата аеродроми во земјава понуди доставија авиокомпаниите Lufthansa, Wizz Air и Aegean Airlines, но ниту една од документациите не била целосна. Инаку последниот договор за субвенционирани летови со унгарскиот нискобуџетен авиопревозник Wizz Air заврши во март минатата година. Хотелско-гостителскиот сектор е подготвен за соработка со средните стручни училишта. Поддржуваат младите да добиваат стимулација за да обавуваат практична работа за да стекнат искуство и знаење. Затоа бараат поддршка од државата. Хотелско-угостителскиот сектор е подготвен за соработка со Државниот регионален центар за стручно образование и обука Ванчо Питошевски Охрид. Да се вклучат во работата во овој сектор, учениците треба да стекнат искуство и знаење. Учениците во стручните школи мора да имаат повеќе практична работа, како што е тоа случај со учениците во западните земји, вели Крсте Блажевски, председателот на ХОТАМ. Во тие земји 70% од учењето во угостителството е практична работа во хотелите и рестораните, а 30% во школските клупи. Кај нас учениците немаат интерес за стекнување повеќе практично искуство и немаат квалитетно знаење. За да се променат работите и да имаме квалитетен кадар, сите треба да дадеме придонес, напоменува Блажевски. Младите да добиваат некоја стимулација за да се обучат со практична работа во дејноста, но за да се реализира тоа треба да се вклучи државата. Државата би требало да се откаже од давачките во угостителскиот сектор за да се обезбедат пари за обука на учениците во хотелско-туристичкиот сектор, додава Блажевски. Зборуваме за придонеси. Значи од трошковите, ако некој треба да добие пример 300 евра, да нема трошкови 150 евра према истиот, него тој е студент, тој е ученик и да може таа минимална плата, пример ако е минимална плата, зборуваме сега ќе биде можда 20.000 денари, за тие ученици студенти нека биде 15.000, да не, пошто тие не се спремни да направат нешто, да работат, тие се повеќе на да учат нешто и воедно да сработат нешто. Значи продуктивни се можда 50% од работно време и за тоа да бидат платени. Минатата година во Охридско-Струшкиот регион се реализира пилот проект на Интернационалната организација за труд и работодавачите од земјава, кој дал позитивен ефект, укажува Блажевски. Додава дека со проектот биле опфатени 300 млади луѓе кои доаѓале на работа, а не на пракса. Тие за брзо време беа спремни веќе и одговорни према некои делови од работата. Не може да кажеме многу, затоа што им треба време, нели? Но деца од 16 и 17 години беа спремни за да може да работат во угостителство. Председателот на ХОТАМ за решавање на овој проблем со недостаток на стручни млади кадри предлага решение за кое треба да се вклучат сите. Треба да се разгледаат проблемите заеднички, да се направат промени во школите и да се применуваат во пракса за да се видат резултатите за угостителскиот сектор да добие квалитетен кадар, напоменува председателот на ХОТАМ.
На Охрид му недостига катче за изложување, промоција и презентација на занаетите и ракотворбите во градот. Охридските занаетчии велат немаат каде да ги понудат своите креации. Во градот нема ни саеми, ни базари како во светските центри. Убаво уреден простор за ракотворби ќе ја збогати туристичката понуда на градот. Охридските занаетчи и уметници нема каде да ги презентираат своите дела. Тие велат дека се оставени сами на себе, особено во зимскиот период кога нема многу туристи во градот. Немаат можност да ги понудат своите креации. Во градот нема ни саеми ни базари, како во светските центри. Изработувачите на ракотворби бараат засебен простор за изложување, промоција и продажба на ракотворби. Едно убаво уредено катче каде ќе може да се презентира рачната изработка пред посетителите. Велат на тој начин ќе се збогати понудата во градот. За жал, ситуацијата е таква каква што е и ние занаетчиите сме препуштени сами на себе. Ние што сме во можност да ги изложуваме нашите дела во нашите дуќани во ред, но има многу изработувачи на накид кои што би требало, конкретно би требало да се организираат саеми и базари во Охрид, каде што би можеле сите ракотворци да ги представат своите дела. Во зимските периоди, кога што се временските услови какви што се и има отсуство од туристи, ние сме приморани да одиме во другите градови за да ги промовираме и продаваме нашите производи. Овој период тие освен во своите дуќани, рачните изработки кои најчесто им се единствената заработка, ги продаваат онлайн на социјалните мрежи. Во зимските периоди, кога што се временските услови какви што се и има отсуство од туристи, ние сме приморани да одиме во другите градови за да ги промовираме и продаваме нашите производи. И сме приморани да работиме исклучиво онлайн или да посетуваме базари кои што се надвор од кои што се во другите градови. Занаетчиите се едногласни. Велат во градот има многу таленти, кои со своите вешти раце создаваат уникатни дела, но за жал недостига катче каде на едно место ќе се види нивната креативност. Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски, директорот на јавното предпријатие Државни патишта, Еју Прустеми и градоначалникот на Струга, Рамис Мерко, денеска извршија увид на градежните работи на рехабилитација на регионалниот пат Струга-Ќафасан. Рехабилитацијата се реализира во должина од 19,3 километри на потекот кружниот тек Подмоле до граничниот премин Ќафасан. Предвидена е целосна рехабилитација со поставување нов асфалт, инвестиција вредна 8 милиони евра. Патот е со две ленти од 3,5 метри, а планирано е да се постават и нови банкини. Предвидено е да се рехабилитираат и 3 мостови на патниот правец. Се очекува градежните зафати да бидат завршени до октомври. Патниот правец Струга-Ќафасан, според министерот Бочварски, е многу значаен, бидејќи не поврзува со Република Албанија и е дел од коридорот 8. Во полицискиот билтен од СВР Охрид информираат за пронајдени шок бомба и марихуана. Вчера во 21 часот во СВР Охрид пријавено е дека пред деловен објект на улицата Ванчо Николевски во Охрид била пронајдена флеш шок бомба. Од пиротехничар од дирекцијата за заштита и спасување од Охрид, бомбата безбедно е подигната. Увид извршија полициски екипи, информира портпаролот на секторот Стефан Димовски. СВР Охрид поднесе кривична пријава против 44 годишен скопјанец поради постоење основано сомнение за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. При контрола извршена на Кеј Македонија во Охрид, полициските службеници кај него пронашле и одзеле марихуана. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Руската дума, односно Долниот дом на парламентот, денес ја потврди суспензијата на учеството на Русија во договорот со Соединетите Американски држави за нуклеарно оружје Нов старт. Денешното гласање доаѓа откако вчера рускиот председател Владимир Путин рече дека неговата земја ќе го суспендира учеството во договорот што го ограничува стратешкиот нуклеарен арсенал на двете страни. Горниот дом на рускиот парламент, Советот на Федерацијата, треба да гласа за одобрението денес попладне во Москва. Руското министерство за надворешни работи подоцна соопшти дека има намера да продолжи да ги почитува ограничувањето од договорот за бројот на распоредливи нуклеарни боеви глави.
Генералното собрање на Обединетите нации се состанува денес, 2 дена пред годишнината од руската инвазија на Украина, при што Киев и неговите сојузници се надеваат дека ќе добијат широка поддршка за резолуцијата која повикува на праведен и траен мир. Нацрт резолуцијата, поддржана од 60 земји, треба да биде изгласана по затворањето на дебатата, што не се очекува најмалку до 23 февруари. Како и претходните резолуции, ова ја потврдува заложбата на Обединетите нации за суверенитет, независност, единство и територијален интегритет на Украина и повикува на итен прекин на непријателствата. Москва ги повика членките на Обединетите нации да гласаат против неурамнетежената и на антируска резолуција на Генералното собрание од страна на Киев и други, со која се планира да се одбележи годишнината од рускиот напад врз Украина. Резолуциите на Генералното собрание не се обврзувачки, но имаат политичка тежина. Земјите членки на групата 7 најразвиени земји Г7 објавија дека работат на обезбедување помош за Сирија и Турција по разорните земјотреси ја повторија својата поддршка за Киев пред годишнината од рускиот напад врз Украина, соопшти Стейт департментот. Членовите на Г7 изразија длабоко сочувство со граѓаните на Турција и Сирија кои се борат со последиците од земјотресот на 6 февруари и најавија дека работат заедно со партнерите за да обезбедат непречена достапност на потребната хуманитарна и техничка помош. Речиси 1 година по рускиот напад врз Украина, членките на Г7 ја потврдија својата непоколеблива солидарност со Украина, онолку долго колку што е потребно, се вели во соопштението. Г7 остро ја осудува неиспровоцираната и брутална агресивна војна на руската влада против Украина и ја повикува Русија веднаш и безусловно да ги повлече сите сили и опрема од Украина и да ја почитува независноста, суверенитетот и територијалниот интегритет на Украина во незините меѓународно признаени граници. Кениската национална агенција за управување со суша објави дека 2,6 милиони животни во земјата се во опасност од смрт поради недостиг на вода. 2,6 милиони животни се во опасност од смрт со објаснување дека моменталната состојба може да има многу негативно влијание врз целиот сточарски сектор. Ниското производство на млеко поради смртта на животните исто така значително ја зголемува и неухранетоста. Ова е најдолгата сушна сезона во Источна Африка од 1980-тите. Милиони луѓе исто така се соочуваат со глад поради сушата. Ова е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата. Пријатно.